Дечко, ти тренираш ракомет? Зошто? Затоа што многу убаво шутираш. Навистина? Джокце, ајде влези. Здраво, доктор. Здраво. Што те натера да дојдеш кај нас? Докторе, решив да тренирам ракомет. Ракомет? Да. Убавото од тебе. Докторе ми рекоа дека одлично шутирам. Шутираш? Да. А ти рекоа нешто повише од тоа? Ништо не ми рекоа, докторе. Не ти рекоа. Само толку дека одлично шутирам и сакам да тренирам, докторе. Добро. Немам ништо против. Може да тренираш ракомет. Барем за сега. Али прво морам да ги обавиме лекарските прегледи. Ама здрав сум, докторе, ништо не чувствувам. Ја ти верувам. Наполно ти верувам дека си здрав, меѓутоа ние мораме да го обавиме тоа, со закон ни е предвидено, односно со правилник за здравствена заштита на спортисти е предвидено да секој спортиста пред почнување на бавење со спортот мора да се прегледа во нашиот завод за спортска медицина. Вред, докторе. Прво,
Оно што можеш да го свршиш кај нас, тоа е да ти се прегледа крвта и мокрачата, во лабораторија ќе идеш, од тука одиш да ти се сними срцето, ќе те тестираме на бицикл ергометар и вршиме клинички преглед. Истовремено ќе обавиш и преглед рентген на плуќата, па со сите тие наоди ќе ги комплетираме и при завршниот преглед ќе констатираме дали наистина можеш, односно ги поседуваш сите елементи за бавење со ракомет. Вред, докторе. Да ти ги пополнам упутите сега. Еве готово е, докторе Елезович. Добро, Ѓоко, да видиме сега, да заклучиме на основа на сите прегледи дали навистина можеш да се бавиш со ракометот или не. Меѓутоа, пред да дадеме заклучок за твојата здравствена состојба, од ова што го гледам овдека ти си воглавном здрав. Здрав сум, докторе, ви реков. Апсолутно здрав си, еве сите наоди зборат во прилог на тоа. Меѓутоа, за да се бавиш навистина со ракомет, би морал да те подсетам на некои работи кои се во врска со ракометот. Ракометот е спортска игра и колективна игра, во кои преовладуваат особините и на индивидуалците, но затоа пак е воедно и игра кај што доаѓа во директен контакт еден со друг играч, односно во контакт со противничкиот играч. Што не е случај во некои други спортски игри, кај што, рецимо, во одбојката противниците се заштитени со мрежа, тенисот, пинг-понгот и така, да не ги набројувам другите спортови во кои не доаѓа во директен контакт еден со друг играч. Ова е спорт кој универзално ги развива скоро сите мускули на човечкото тело. Но сепак, најголем акцент се дава при тренингот на ракометашите, на развивање на мускулатурата на рацете, рамениот појас, лопаткениот појас, нозете, трупот, мускулите на стомакот. Сега прашање е ти колку досега си успеал да ги развиеш сите тие мускули. Докторе, нема проблем. Не е работата само во обемот на мускулите. Тоа навистина се постигнува со долготраен тренинг. Познато е дека ракометот бара од сите оние што го играат пред се да поседуваат голема снага. Снажен сум, докторе, нема проблем. Тоа не сумњам и во тоа, но ќе видиме понатаму. Бара голема спретност од играчот. Бара исто така и окретност
а бара и брзински елементи. Па како стрела сум, докторе, нема. Може. Сите овие елементи што ти ги кажав дека ги поседува, односно мора да ги поседува секој играч во ракометот, може да се стекнат со редовен тренинг на снага, на спретност, на брзина и опретност. Ја ќе ти кажам, а воедно ти со тоа ќе се преиспиташ дали навистина си работел на овие вежби кои доведуваат до зголемување на снагата кај ракометарите. За развивањето на снагата треба да си барем до некаде учествувал, односно разработил некои вежби за снага. Тука би ти ги спомнал при најразновидни склекови, кои ги развиваат мускулите, односно опружачите на мускули опружачи на рацете, рамениот појас, нозете, потоа свиткувачите на нозете, свиткувачите на грбот и свиткувачите на стомачната мускулатура. Најубаво време за почнување на ракометот е во периодот помеѓу 10-та и 14-та година. Во тој период кај децата се развиваат повеќе оние брзински елементи, одошто елементи на снага и издржливост кои се исто така потребни во ракометот. Тука наидува пубертетот, така да ги кочи тие елементи на развивање на снагата. Додека во втората група, на така наречените јуниорска група, од кои ги зафаќа возрастите од 15 до 18 години, тука пак имаме една друга диспропорција, затоа што се уште е присутен пубертетот, но воедно во тој временски период пубертетот и се губи, односно завршува пубертетот, доаѓа до нагло растење на коските и тука се добива во висина. Значи сите оние ракометари кои се бават со ракометот на таа возраст, добиваат во висина и доаѓа во началото до една диспропорција, до едно развидување помеѓу растот во висината и развивањето на другите органи и системи. Но тоа е многу краток период, така да наскоро станува една рамнотежа помеѓу развојот на коските, односно помеѓу развојот на сите други органи и системи, и веќе кон 17-18 година ние имаме возрасен било ракометар или ракометарка оформени, спремни, бидејќи редовно тренирале, да настапат за сениорска екипа. Денешниот ракомет, извини ова, може би на некој начин ќе те погоди тебе, бара се повисоки играчи. Немајте, докторе. Меѓутим, не биди толку загрижен, има места во ракометот каде што и ниските може да дадат и tekako свој допринос. А тоа се обично крилата, кои се брзи, експлозивни. Тоа, докторе, за крило сум роден. Ќе видиме. Тоа се барањата на модерниот, современиот ракомет. Инаку, би ти рекол уште нешто за ракометот, дека е тоа многу интересна, а верувам дека и тебе те поникнало за тоа да се ангажираш, да се обратиш кон нас за да ги испиташ своите можности за ракомет, што тоа е многу динамична игра. Да. Со неверојатни брзи комбинации и измени на ситуации на теренот, со одбрани на голманот кои ја одушевуваат публиката, било да му се пуца седмерец или од игра да му се шутира. Ракометот обилува со своји атрактивни изведби на контранапади, уфрлување на крилото или пак на пикерот. Твојата висина до некаде одговара и конституција и за пикер, не само за крило. Можам и голман, докторе, нема проблем. Голман не би можел. Обично голманите во ракометот се највисоките луѓе. Воглавном се запозна со основните елементи на ракометарската игра. Меѓутоа,
Во меѓувреме јас ги разгледав твоите резултати, лабораторијски, рентген, ЕКГ И, докторе? резултатите од тестот. Можам да ти кажам дека имаш зелено светло кај нас, можеш слободно да се бавиш со ракометот. Да. Благодарам, докторе. Молам, Благодарам. но извини само за еден момент. Да. Кога толку веќе си влюбен во ракометот, јас би те замолил да отидеш до факултетот за физичка култура и кај професорот Славко Матовски, да чуеш од него многу убави работи од историјатот на ракометот кај нас. Благодарам, докторе, ќе појдам. Благодарам. Довидување. Довидување. Ракометот, спортска игра со раце, се појавува кон крајот на 19. век, скоро едновремено во европските земји Германија, Шведска, Данска и Чехословачка. Со импровизирани правила се играло на терен со различни димензии, со различен број на играчи, а играта се викала различно – хонбал, торбал, а во Чехословачка и хазена, која се развивала преку Соколската организација, тоа е позната организација Сокол, а што е интересно, повеќе била застапена меѓу женската младина. Ракометот почнал да се шири за време и по Првата светска војна, кога излегуваат и првите званични правила. Играта ја нарекуваат хамбал, се играло на голем терен, односно фудбалско игралиште, со 11 играчи. Од фудбалот се разликувала по тоа што се играло со раце, распоредот на играчите и нивното поставување било исто, но ударите на гол можеле да се изведуваат најблиску од 13 метри, кое е било регулирано со обележена полукружна линија. Интересно е дека играта, која е иста како и денешниот ракомет, со 7 играчи, започнала да се игра во 1919 година во Шведска, и тоа не како посебна игра, туку како форма на активност во сала, за време кога снегот и ниските температури не дозволувале да се игра правиот ракомет, односно оној кој што се играл до тогаш. Минале доста години, а за ракометот се знаело само преку играта на голем терен со 11 играчи, овој другиот во сала бил само помошна игра и служил само за подготовки. Меѓународната федерација, која се вика ИХФ, или ние ја викаме Меѓународен ракометен сојуз, бил формиран во 1928 година, реорганизиран бил во 1946 година, односно после Втората светска војна. Во Југославија, пред Втората светска војна, се играла хазената. Таа преку Соколската организација се пренела во сите словенски земји и кај нас. Големиот ракомет започнал да се игра во 1933 година во Загреб, под воштво на професорот по гимнастика Владимир Јанковиќ. Играта ја прифатиле и во некои други градови на Хрватска, во Вараждин, а во Словенија во Љубљана. Меѓутоа, ракометот својот вистински развој го доживува по ослободувањето. Се обновува во Загреб, а од таму поаѓаат првите инструктори на младинската пруга Шамац-Сараево и во сите републики. Со основите на техниката ги запознаваат градителите на првите сојузни работни акции, овие играта ја пренесуваат во своите места по враќањето. Ракометниот сојуз на Југославија е основан во 1949 година, кога започнуваат и првите службени првенства во голем ракомет. Малиот, односно денешниот ракомет, започнува во 1951 година преку неговата демонстрација во Загреб, а веќе идната 1952 година се шири во другите републики. Во Македонија со ракометот започнавме во 1948 година. Играта први ја демонстрира од Никола Таневски и јас пред група спортисти на Спортско друштво Работнички во Скопје. Таневски со оваа игра се запозна на еден курс во Белград, а јас како студент на ДИФ. Таа демонстрација ја одржавме на 23 септември на градскиот стадион во Скопје. Веднаш се формира ракометниот клуб Работнички,
кој што почна интензивно да го развија овој спорт, а пак малиот ракомет го отпочнавме 4 години по тоа, односно во 1952 година. Денот на Републиката, 29 ноември, го прославивме со првиот турнир во овој ракомет. Ракометот многу брзо се прошири низ целата Република. Неговата едноставна техника, динамичноста, честите удари на гол и ефектните одбрани на голманите ја освојуваа младината и најбрзо стана еден од најмасовите спортови. Македонскиот ракомет во изминатите 35 години од како постои, постигна високи резултати во југословенската конкуренција. Највисоки постигања има машката екипа на работнички, која во 1956 година беше трета во Југославија, а во 1960 година и финалист на Југословенскиот куп. Во првата сојузна лига во машка конкуренција учествуваа уште неколку екипи од нашата република, Графичар и Вардар од Скопје, Борец од Тито Велес и Пелагони од Битола, односно денешниот Пелистер. Во женска конкуренција настапи екипата на Скопје. Ракометот денес е постојано присутен на Олимписките игри. Во 1982 година југословенската машка рептација го освои златниот медал, а нашата женска рептација во 1983 година стана и светски шампион. Ракометот, као што видовте и на нашите први часови, е мощна, убава и привлечна игра која се игра на секаде. А сега ќе ги изнесеме основните елементи на правилата. Игралиштето за ракомет е правоагалник, димензии 20 пати 40 метри, односно 20 е широко, 40 е долго. Голот е 2 метра висок, а 3 е широк. На 6 метри од гол линијата повлекуваме една иста толку долга линија и тоа го спојуваме со полукружна линија од страна, така да овој простор го бележуваме на тој начин. Потоа имаме линија на седмерец и имаме една испрекината линија која што го обележува деветерецот, од каде што се изведуваат слободните фрлања. Односно, таа е линија 3 метри подалеку од голманската линија. Имаме половина на игралиште со една линија обележено. Играат 7 играчи, како што кажавме, односно 1 плюс 6, односно голман и 6 играчи. Основните елементи на правилата е, како што кажавме, игра со раце, топката се пренесува со една и со две раце по теренот. Карактеристично е што во овој простор, така наречен голмански простор, господар е само голманот, нема право ниту играчите од одбраната, ниту играчите од нападот во него да влезат. Ако играчите од одбраната го повредат голманскиот простор, се досудува или 9 метри, или се досудува седмерец. Седмерец е пенал, како што е и во фудбалот, се изведува од 7 метри. Сите прекршоци кои што настануваат помеѓу 6 и 9 метри, ако не се така груби, за да се изведуваат како седмерци, се изведуваат од линијата на 9 метри. Топката се пренесува со водење или со додавање. Играчот кој што има топката во раце има право на 3 чекори да ја носи во раце, потоа мора да ја предаде. Ако ја води, има право, односно по целиот терен да ја води, и тоа само еднаш. Ако застане со неја, нема право повторно да ја води. Едноставни се правилата, природни се, многу лесно се научуваат и на нашите практични часови ние ќе ги утврдиме и убаво ќе ги собавиме.
Đekice, ti nesi za ovaj sport. Dobro, što da pravim? Idi treniraj nekada so amaterska ekipa, ovi se presilni za tebe. Dobro, blagodaran. Ajde, prijatno. Dečki, može ja stigram sa vas? Može. Hajde. Hajde. Dobro, ja te branim, hajde. Hajde, branim. Dobro, koji su ovi, a? Ovo je rakometната екипа od osnovното училище Вера Цирвиди трена. Таа е републички првак во учебната 1982-83 година, која ще се одржа во градот Струга. Кој е условот да се членува во вашата екипа? Да се членува во нашата екипа, потребно е да бидеш одличен и примерен ученик. Да, а колку допринесува бавењето во вашата секција со ракометот за омасовување на тој спорт? Многу допринесува. Овој спорт е, како што рековме, број 1 спорт во нашето училиште. А дали некој од вашите деца членува во некоја професионална екипа? Како не, имаме, например, ние ученици кои што активно сега играат во работнички, во Вардар, во Бетон. Ево, минатогодишните ученици кои што учесува во оваа екипа, комплетно тие замина за втората екипа на Бетон ја пополнија. Добро, а јас дали ќе можам јас да тренирам со нив? Касно е сега за вас. Значи не сум ни за ракомет.